Благодарам, председателе. Согласно деловникот член 70, односно член 77 став 2, го побарав овој збор со цел да побараме на повлекување на точката број 30 за стратешкиот инвестиционен проект соларната централа во Пекчево. Нема тука ништо стратешко, освен тоа што е дел од стратегијата на СДСМ и ДУИ за понатамошни криминални дејанија и фаворизирање на приватниот и нечии тесни партиски бизнис интереси на сметка на јавниот интерес. Нема тука ништо стратешко, освен што е тоа дел од таа стратегија кај што се гази со прописи, со процедури, со закони, само се истераат некои насоки, некои партиски директиви за кои што теми работи во ова исто собрание. Ние со колегите сме имале жолчни дискусии, кај што сите наши колеги, представници од мнозинството, тврделе дека се исто така легалисти како нас, ги интересирале законите и сакале да биде секако што треба, со цел да се има најдобри решенија. Нема тука ништо во овој предлог, или пак мнозинството заборавило дека постои закон за спречување на корупција и суди на интереси, дека има таму член 17 со кој што мора да се спроведи проверка на законите. Заборавиле и дека има и член 28 во Законот за заштита на конкуренцијата, каде што Комисијата за заштита на конкуренцијата дава мислење по предлози на закони. Исти како што е овде. Ако вие бевте тоа што тврдевте, први ќе баравте тоа да биде исполнето и први ќе баравте повлекување на овој закон од дневниот ред. Понатаму, можеби треба да ве потсетиме и на дискусиите како е бизнисот со фотоволтаици, кои се све врзани. Дали има удел и оној довчерашниот најлош премиер во историјата на Македонија. Дали можеби треба да ве потсетуваме на дискусиите за злоупотребите со земјоделското земјиште. Дали треба да укажуваме колку земјиште од прва категорија ќе биде уништено само заради спроведување не на партиска директива. Дали треба да укажуваме дека ниту ќе добиеме, колку и да побараме било каква анализа, што ќе добие Македонија, а што ќе изгуби со спроведувањето на овој проект. Има уште многу за кои што треба да се редат. Да не спомнуваме за проблемите на Елем што ги има, или е само поново. Треба ли да кажуваме за балансот на струја? Сите овие се под знак прашалник. Сите овие моменти ќе бидат обременети. Преку се погазете само да спроведите партиските наредби. Благодарам.